Православните верници утре ќе го празнуваат христијанскиот празник Успение на Пресвета Богородица, кој се слави на 15-тиот ден од месец август според стариот календар, односно 28-миот според новиот календар. Нему му претходеше двонеделен богородичен или преображенски пост. Од православниот храм Свети Великомаченик Ѓорѓи укажуваат на тоа дека верниците кои што ги посетиле богородичните пости со благослов од Духовен Отец ќе можат да се пречестат на денот на празнувањето на Успение на Пресвета Богородица. Светата православна црква утре го чествува споменот на Успението на Пресветата Владичица наша Богородица, која што е мајка по тело на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, еден голем празник за нас православните христијани со голем култ, посебно во овие краишта. И знаеме дека со овој ден завршува и Богородичниот пост. Многумина верни пред се поради кратката должина на новија пости се постат, доаѓаат се причестуваат. Како и секој година така апелираме сите они кои што сакаат да се причестат, а претходно немат извршено исповед или немат добиено благослов од својот духовник, да не пристапуваат да се причестуваат, бидејќи тогаш причеста им е за осуда, а не за спасение. Жени како жени тие се консултираат една со друга и поради тоа доаѓа до некои недоразбирања, потоа ги враќаме од причеста па се налутуваат, но еднаш мора да се научиме и да знаеме дека кои се правилата кои што се дадени нели преку самиот Господ Исус Христос, преку апостолите, светите оци кои што се зачувани до ден денес за достојно да се причестиме. Овој празник го слави Успението, Воскресението и прославувањето на Пресвета Богородица и нејзиното преселување на Царството Божјо во полнотата на нејзиното духовно и телесно постоење. Денеска за прв пат во Кочанскиот православен храм беше изложена плаштеницата на Пресветата Богородица и се пееат трите статии за нејзиното успение. Според црковното предание, Богородица го завршува својот живот тивко и мирно, без никакви болести и страдања и по смртта на нејзиниот син Исус Христос. Таа честопати се молела со апостолите Господ Бог да ја земе нејзината душа и да ја пресели на небото. Инаку утре, 28 август, е неработен ден за сите граѓани од христијанска вероисповед.